Здраво, Македонија! Се надевам дека вие сте подготвени, како што сум подготвен и јас за денешното издание на листа за 300. Надпреварувачите се тука, подготвени да се соочат и меѓу себе, но и со темите кои што ќе им ги зададеме. Па да не должам повеќе, знаете дека стандардно ги повикуваме прво денешните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Мирче и Ѓорги. Повелете! Трет пат. Како си? Добре, дојдете одлично, мора да признам. Вие како сте? Добри? Супер, одлично. Расположени денеска за игра, тоа ме радува. Расположени, да. Минатиот пат убаво почнавме, потоа успеа да ни направат пресврт, така рече, да го изедначат резултатот. Нашите противници за на крај на пенали да играме и да ги добиеме таму. Мислев дека ќе земеме и поише пари, но си земавме 100 евра. Не е за подценување. Минат претходно 150, сега 100, значи имаме 250 севкупна сума освоена. Денеска ќе атакуваме на нова или лабаво? Лабаво. Некој ќе ми кажете сега да, ќе атакуваме, ќе правиме вака, така. Лабаво. И ми се допаѓа тоа и минатиот пат беше лабаво. Така е. Мислев и дека ќе нема потреба да одговараме ичто освен за темата која што ќе биде дадена, но пеналите не се знам. Тоа е што е. Се среќаме во продолжение, да не сакате да додадете нешто? Тоа е, тоа. Ги поздравуваме сите кои не знаат и познаваат Општина Карпиш. Општина Карпиш, тоа ја поздравивме цело време. А голем поздрав до градоначалникот на општината Карпиш, Стефче Јакимовски, мора да го поздравиме и него. Поздрав и до градоначалникот. Ве ослободува од работа? Кога треба? Да, добро, ако не дургирам. И сакам прво да кажам нешто. Многу сакам прво да го поздравам мојот најдобар шеф. Он е подобар шеф од него нема. Нема подобар? Нема. Па дај мене да биде шеф. Дај што и мене шеф видиме. Добар се работиме. Тоа е најважно. Супер. Во кабината нема шеф, нели? Тука сме да исто и двајцата, тоа ми се допаѓа, се консултирате меѓусебно, се, како да кажам, наслонувате еден на друг. Така. Се надевам дека денеска ќе имате добар резултат. Домаќини, ваша е домаќинската кабина, повелете. А во нашето студио секако се присутни денешните предизвикувачи, односно противниците на Мирче и Ѓорги. Да ги поздравиме. Тошо и Христо, повелете. Тошо, здраво. Христо, здраво. Здраво. Како сте? Па, добро. Расположени за игра? Се надева. Прв пат сте во листа за 300, а некој друг квиз? Нема. Сте немале до сега? Ова ви е прво телевизиско искуство? Да. Супер, одлично се држите. Трема нешто? Не. Се надеваме. Веќе нема, заборавете на тоа, воопшто мислете на она за што сте дојдени, а тоа е нели да дадете што повеќе точни одговори на темите кои што ќе бидат зададени. На кратко, ајде да ве запознаат нашите гледачи, Тошо. Јас сум Тошо, 28 години, од Крушево, дипломиран криминалист. Дипломиран криминалист? Интересно звучи, има работа на тоа поле или... Па, моментално не сум, да речем, вработен во струката, ама се надеваме, тоа е... Еден ден да се надеваме. Да. Кога би се занимавалите со таа работа, што мислиш дека најмногу, поради што би бил побаруван? Дали поради неверство? Дали поради... Се мора повада чепна малце. Да. Разбира дека во последно време доста се има постојана индустријска шпионажа. Да. Фирми едни со други, најчесто за тоа били ангажирани луѓе, кои што имаат познавање во тие полиња. Живееш во Крушево или Скопје? Моментално сум во Крушево. Крушево? Студирав тука, па... Како е Крушево? Бев сега скоро, мислам сега скоро, пред 2-3 месеци, снег имаш уште. Убаво е. Убаво е. Мало мирно градче, да речем. Чист воздух. Чист воздух. Штета што, ете, и млади од таму бегаат, ја би апелирал да се вратат нормално и да проба да го развијат Крушево, затоа што ми е едно од најубавите места не во Македонија, тука воопшто на планетава Земја. Ми се допаѓа и местоположбата, ми се допаѓа и природата, градот, архитектурата, се. Па, прекрасно местенце. Да се надеваме дека ќе заживее. Да, се надеваме, ние си го сакаме. Има убави терени за скијање. Тоа е еден, што преска ви напоменав, нели спомнав, еден од ретките градови кои што си има жичара од центарот на градот, можеш до горе да си стигнеш без никаков проблем, до ски терените и така. Христо, тебе на кратко да запознаме. Јас сум Христо Лапе, живеам во Скопје, крушевчанец по потекло, живеам во Скопје изминатие 3-4 години. Како е животот в Скопје
различен од Крушево. Различен од Крушево. Брз живот. Динамиката, да. Ти фали животот во Крушево? Па одам често Крушево. Да, супер, бе. Одлично. И ја ќе се потрудам почесто да одам. Сега сакам да одам овој период да стопли и да се пуштам малце, има многу интересни содржини се нудат и за тој период од годината. Едве чекам, ќе се дружиме. Сега да се вратиме на она за што сме дојдени, да не ви го земам повеќе времето, дали сте подготвени да го покажете вашето знаење, да пробате да ги надудрите вашите противници? Ќе пробаме. Да, супер. Бидете внимателни, значи слушајте, бидете сконцентрирани на темата која што е зададена, доколку нешто не е јасно, момци, слободно да ме прашате да разјасниме. Договорено? Со среќа во продолжение, почувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнат. Повелете во предизвикувачката кабина. Мирчи Ѓорги, односно Тоши Христо се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, стапувам јасна сцена да ги проверам дали работат и функционираат онака како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините. Тоши Христо, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, гледам тремата тука ја оставивте, ја гледам че ги ја брш. Ета така. Значи, опуштено во продолжение, сконцентрирано, уште еднаш ќе повторам, доколку нешто не е јасно, ве молам да ме прашате, ваќи? Да. Со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Домакини, како сте? Одлично, супер. Да, со музика внатре, со мезе, со се. Да, комплетна домакински. Така очекувам нареден пат. Ако победите денеска, нареден пат, така ве чекам да дојдете. Договорено. Дали може да продолжиме, да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините си функционираат онака како што треба. Мирче и Ѓорги ми дадоа зелено светло за старт, па да започнеме. А како и секогаш, така и денеска си започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови на 5 букви кои почнуваат на буквата М. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата М како Марко, без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Да. Тоши Христо, дали не е јасна темата? Јасно. Да. За да не дојде до забуна, уште еднаш за потсетување бараме зборови од точно 5 букви. Бидете внимателни на тоа. Од точно 5 букви и кои што почнуваат на буквата М, како Марко. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи, а во таа улога денеска се Тошо и Христо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Тошо и Христо, кога ќе имате понуда за старт, споделете ја со нас. Па може со 5 да започнеме. Започнуваме со 5, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17. нека одговарат. Да одговарат? Ајде да видиме, имаме 17 празни полиња. Точи Христо. Малце ако се потрудиме, мислам дека можеме да го освоиме првиот поен, но да не ви зборам пред рака, како што реков, бараме зборови на точно 5 букви кои што започнуваат на буквата М. Не брзајте, Имиња не смееме, така? Имиња не, да. Имиња, кратенки, значи лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму не смееме. Добро. Ги бараме оние зборчиња кои што се содржат нели во македонскиот дигитален Животни, речник. таква работа смееме. Да. Животни, раси, на животни, на што и да е така натаму. Имаме, може да почнеме.
Повелете. Метла, прв. Метла. Така е. Маска, Маска. Точно. модар, Модар. Така е. момче, Момче. Така е. мисир, Мисир. Абе, мисир еден. Як зборувате, така е. мачка, Мачка. За маж мисир, за женско мачка. Тоа е да. Нормално. Да. мечка, Мечка. Мечка никако на жена, брат. Така. млеко, Млеко. Така е. момок, Момок. Така е. ајде уште едно животно да пробаме, мазга, Мазга. Така е. млада, Млада. Така е. молец, Молец. Така е, точно. молер, Молер. И тоа е точен одговор. малер, Малер. Точно. масер, Масер. Така е. уште две. Уште две. Метро, Метро. како справа за Така е. да, матно, Матно. Кај вас не е матно ништо, барем кога станува збор за овие 17 зборчиња кои што започнуваат на буквата М. Браво Сточо и Христо, првиот поен успеавте да го освоите, имавте сега што вашите противници малце надаваат. Сега малце нив ќе ги искарам, похрабро да играат по продолжение, но да не заборам уште еднаш да ви честитам, честитки за првиот поен, нека се множат. Фала ви. Мирче и Ѓорги, требаше можеби малце похрабро да изиграме, да надаваме уште малце повеќе. Видов дека кога почна да набројува дека вие се сетивте на зборчиња, ви текна и некако како да ви беше јасно дека ќе отиде првиот поен кај нив. Но знаете исто така и дека не е ништо готово. Имаме уште една лицитација, имаме шанса и да го поправиме резултатот. Исто Тошо и Христо, и вие не се опуштете премногу, имаме уште една лицитација за играње, внимателни во продолжение. Зборови на 5 букви кои што почнуваат на буквата М, кои што, нема потреба да ги кажат моите надпреварувачи. Имаме мана, магло, потоа мадро, мазен, мазут, мајка, макро, макси, малку, мамка, манџа, маржа, марка, маџун, мачор, месец, минер, мисла, мотор и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Доколку успеа да добијат оваа лицитација Тошо и Христо, ќе бидат парот кој што ќе им се придружи тука на главната сцена. Но доколку успеа да го земат поенот Мирче и Ѓорги, пеналите ќе бидат одлучувачкиот фактор во денешното издание на Листа за 300. Па да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: главни градови со најмногу 6 букви во името. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од целиот свет, чии имиња не се подолги од 6 букви во наша транскрипција. Само кога една информација за нашите надпреварувачи, те калкулираат со таа бројка, ако се нешто повеќе од 190, колку се 195-6 држави во светот, па на повеќе од пола главните градови им се со имиња од најмногу 6 букви. Значи,
скоро повеќе од 80 држави ни се во игра. Главни градови на држави. Мирче Ѓорги, дали не е јасна темата? Ќе престанам тука да зборам за да не ве збунам дополнително. Затоа јасна е темата, Тошо и Христо? Јас едно прашање имам само до 6 букви, значи може и помалку од 6. Да, може и помалку, најмногу 6 букви да има. Готово. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање, односно втората лицитација, први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Мирче и Ѓорги. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Тошо и на Христо. А Мирче и Ѓорги, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. Започнуваме со 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. Едно повеќе, 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе, 18. Нека одговараат. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Тошо и Христо, сега се е во ваши раце. Вие ќе одлучите и за вашата судбина, но и за понатамошниот тек на листа за 300, дали ќе се играат пенали или пак ќе се соочиме со темата од нашата листа. Баравме главни градови со најмногу 6 букви во името. Уште еднаш ќе прочитам објаснувањето, за да немаме забуни во продолжение. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од целиот свет, чии имиња не се подолги од 6 букви во наша транскрипција. Тошо и Христо, кога ќе бидете подготвени, започнете со одговарање. Па може да започнеме со нашиот главен град. Започнуваме со Скопје. Атина. Само момент. Така, добро се извидам. Атина. И Атина е точен одговор. Загреб. Загреб. Така е. Софија. Софија. Точно. Тирана. Тирана. Така е. Прага. Прага. Точно. Виена. Виена. Така е. Берлин. Берлин. Добро. Париз. Париз. И Париз е точен одговор. Рим. Рим. Точен одговор. Лондон. Лондон. Така е. Осло. Осло. И Осло е точен одговор. Москва. Москва. Уште колку станува? Имате уште 5. Минск. Минск. Така е. Мадрид. Мадрид. Реал Мадрид. Така е, точен одговор. Каиро. Каиро. Така е. Берн. Берн. Така и кој ќе биде 80 од последниот? Може еден. Ломе. 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 Главен град на државата Того. Ломе. Еве така малце. Невообичаено, не секојдневно име да слушаме со Ломе. Ги кажуваме оние 18 потребни градови, главни градови кои што немаат повеќе од 6 букви во своето име. И со ова Тошо и Христо ја зацементируваме како да ја бетонираме победата во денешното издание на листа за 300.
Одлично одиграно. Имавте од една страна и мора да признам малце среќа зашто не наддава многу вашите надпреварувачи, па грешка, мислам, шансата за грешка беше помала. Не викам дека немаше можеби 50 одговори ќе ми дадевте, но кога имаме повеќе одговори, постои шанса нели за момент да се деконцентрираме и да сгрешиме. Честитки, ќе имате шанса се и да се освоите парична награда, баш ме интересира колкава ќе биде. Мирче и Ѓорги, требаше малце похрабро да играме, ама баш ми изгледавте денеска како да дојдовте да завршиме работа и да си одиме веќе, како доста да ви беше. Ви досадив ли? Што е работата? Не. Не? Па, и така, Или и така. дека реков нареден пат ако победите треба да дојдете со мезе тука и со свирачи. Супер друштво бевте, одлични надпреварувачи. Криво ми е, сметам дека можевте и повише пари да освоите и да однесете дома, но тоа е што е, верувам дека повторно ќе дојдете во листата 300, ќе се дружиме пак. А сега, дали ќе ме за мое задоволство, дали може едни ревиални пенали да изиграме? Може. Чисто да ги загрееме нашите противници, да им дадеме шанса да стекнат искуство плюс за да освојат и парична награда поголема. Играме пенали кои што нема, драги гледачи, да имаат никакво влијание на крајниот резултат. Играме како гест на добра волја, што би рекле, од страна на Мирче и Ѓорги, за да стекнат искуство Тошо и Христо, кој што ќе им помогне секако потоа кога ќе одговараат за пари. А сега да не должам многу, денешната тема за ревиалните пенали гласи: зборови во песната Македонско девојче. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна Македонско девојче на Јонче Христовски во извадба на Виолета Томовска. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква секако. Секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Тошо и Христо, дали не е јасна темата? Одлично. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Денешни предизвикувачи се Тошо и Христо, што значи првиот одговор го очекувам од нивна страна. Тошо и Христо, повеле. Се извинувам, само насловот. Наслов па не ги играме обично. Да, готово. Да, сега и две зборчиња се би можели да ги играме, но нема потреба. Китка. Китка. Така е. Шарена. Шарена. Така е. Во. Од 3 или повеќе, извини. Градина. Градина. Така е. Набрана. Набрана. Дар. Дар. Подарена. Подарена. Така е. Дали. Дали. Има. Така е. Че се ги се за малце во речат и му спорам. Така е. Дали. Тука рековме. Има. Има. Да, добро. Овој. Овој. Чекај да не бе брзам, за да не ви направам грешка, иако се ревиални, верувам дека никој не сака да киксне и да погреши. Бели свет. Така е, бели. Така. Свет. Поубаво. Поубаво. Нема. Нема. Така е. Неке се роди. Неке. Роди. Тие другите се по две. Роди. Така е. Кога. Кога? Па после. Така е. Коси. Коси. Така е. Расплети. Расплети. Така е. Како коприна. Како? Треба да ги огидам да ви испее целата. Си ја знае очигледно. Како? Лична. Лична. Така е. Полична. Полична. Така е. Самовила. Самовила.
И самовила е точен одговор. Уште малце зборчиња ни остануваат. Знам дека сега е веќе потешко и позезнато. Градина. Градина. Градина? Да не го кажавме на почетокот. Да, кажане. Набрана. И набрана. Не стануваат после баш самовила тие два стиха што дат наредните. Морам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Штета. Дали може би вас ви текта точно, Христо? Свет. Свет? Да не го игравме свет или не? Чекай да видам. На бели свет го игравме свет. Вака, ни остана дел од кога песна запее, славе надпее, кога оро заигра, срце разигра. Тоа беше, еве сега на брзинка ќе прочитам јас и целата песна од Јонче Христовски, која што е изведена од Виолета Томовска. Не се кирете, нема да пеам. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ке се роди. Поубаво девојче од Македонче. Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо, ден ке раздени. Кога коси расплети како коприна, лична, еј полична од самовила. Кога песна запее, славе надпее, кога орор заигра, срце разигра. Тоа беше песната Македонско девојче. Мора да признам дека и едниот и другиот пар супер се покажа. Пеналите беа ревиални, па не влијае никако на резултатот, но и во таа ситуација повторно Мирче и Ѓорги ке требаше да го напуштат нашето студио. Уште еднаш ким се заблагодарам за учеството во листа за 300, одлични надпреварувачи, па ќе кажам освоените парични средства не соодеслуваат со она што го покажавте. Мислам дека заслуживте и поише пари да однесете, но по друга страна тоа ќе ми биде и како еден вид гаранција дека ќе дојдат повторно. На тој начин ќе ги натерам да дојдат за да ми земат повеќе пари. А точно Христо, честитки до вас за денешната победа. Сега ќе имате шанса да си освоите и парична награда. Па повелете тука на главната сцена да видиме што ќе направите. А вие, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Точи Христо ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Момци, ќе имате шанса да си освоите убава парична награда. Искрено се надевам дека ќе го направите истото. Но пред да ви ја кажам темата и да продолжиме понатаму, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Сепак првпат ви е на вас, ајде за првпат ќе го објасниме малце пополека. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме на максимална парична награда. Во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Точи Христо, дали следиме спорт? Кој не омилен спорт за гледање? Па да речем, пратам спорт. Скоро сите спорти, фудбал, кошарка, тенис, сум фан ракомет. Ракомет пратиш? Па да. Да, одлично. Темата денеска ни е поврзана со ракомет. Се надевам дека пратите доволно за да успеете да ми земете што повеќе парички. Нема да ве должам повеќе, ниту да ве држам во неизвестност, а истото важи и за вас, драги гледачи. Слушајте вие добро, затоа што денеска го тестираме, опа, Марче ми избега сега се, таман да го тестираме знаењето и нека ќе да биде тестирано. Денеска го тестираме нашето знаење на тема екипи победници во ракометната Лига на шампиони. Ги бараме имињата на екипите кои биле победници во најсилната европска ракометна лига, денес позната како Лига на шампиони од 1956 година до 2024.
Една сигурно знаете, има и доста екипи исто така од Балканот, морам да ви кажам, па затоа бидете внимателни, сконцентрирано, пополека и можеме доста парички да земеме. Точи Христо, кога ќе бидете расположени за одговарање, започнете. До тогаш ќе се седиме, ако се гледа. Да, може да почнеме. Може? Полека ќе одговара. Ајде ќе почнеме од нормално нашиот шампион, нашата гордост Вардар. Така е. И тоа е ваш прв точен одговор? Да. Ајде сега да почна малку од странските, речем, клубови. Киелце од Полска. Киелце. Така е. Одиме со германски, со Кил. Кил. Опа, Кил ќе не одлучи за 50 евра и ќе одлучи во позитивна конотација. Честитки, ајде за првите освоени пари во листа за 300. Нека се множат. Продолжуваме понатаму, што ќе правиме? Да. Магдебург. Магдебург. Немаше еден кашкавал таков, Магдебург. Не ме подсеќа на кашкавале, нема вез. Да. И точен одговор, без разлика дали е кашкавал или не. Барселона. Барселона. Точен одговор. Од балканскиве, да речем од постариве, можеме да пробаме со металопластика. Металопластика за 100 евра. И металопластика е воедно и шестиот точен одговор за вас двајцата, што значи 100 евра се во ваши раце, ги држиме, ама уште не сме ги однеле дома. Така. Размислете, не брзете, видете дали... Женски имиња, мислам од женски клубе или само машки? Не, машки. Не знам, машки. Да. Ке ти прифатам и со едно име ако кажеш некој од тие, не се секире. Ај се додека нема 2-3 клуба со исти спонзор, па да ти ги барам, не се секире. За така, не навлегај до толку. Можем да помислам малку само. Може секако. И консултирајте се. Ја можам да ти кажам дека 6 екипи од Балкан се на оваа листа, од кои 2 кажа. Може ќе продолжиме. Ќе продолжиме? Да. Ајде. Баш ме интересира кој ќе биде. Значи одиме со Партизан Бјеловар, ако не се лажам. Така е, Партизан Бјеловар. И тоа е седми точен одговор за вас двајцата. Фленсбург. Фленсбург. Фленсбург, се едно. Осми точен одговор за Тоши Христо. И за 150 евра кој ќе биде? Загреб. И Загреб. Загреб, девети точен одговор за Тоши Христо, со што 150 евра си ги обезбедувате сега за сега. Што правиме сега за понатаму? Искрено вака од фотелија е многу полесно да речем. Да, било ме што го кажа. Секој што пробам да го објаснам на другариве вака кога гледам и кој ќе рече дебе како не му текна, вика брат. Многу е поразлично таму кога си застана. И светла и камери. Знам се е дека подобро. имаше од бившите СССР простори доста, ама искрено не би ризикувал сега моментално ги кажав да речем поновите. Така те што ни текнуваат. Поновите. Фалат уште 6, имаме убава шанса да стигнеме до тие 300 евра. Има тука се вака можам да ти кажам неколку, нели, звучни имиња, ама звучни зашто јас седам и си ги читам се, нели? Така да полеснета.
Во ред, размислете. Подобро нели да си ги земеме ако не овие пари што сме ги освоиле. Кој тривака би ги играл? Ајде се, кој ти се мотаат низ глава? Ми се мотаат некои клубови, да речем, Кажи кој. Па ќе видиме. што се, сега не сум сигурен дали е тоа се стари шампиони, Добре. Спартак, Киев, некои, што мислам дека така ми останало во сеќавање, пошто доста пратам ракове ти, можно е да се тие или некој од, имаш исто чешка шампион, ако не се лажам. Така, има вака сега, има. Да, неколку го немаше што го кажа последно и можеби подобрете што не го игравме. Ќе продолжуваме или ќе се ги земеме овие 150? Ајде да рискираме, ти малци сум под... Ќе се ги земеме, Да, а сега ќе ви кажам вака честитки за првите 150 евро освоени во листа за 300. Нека се множат, да. Сега вака, ги имаме АСК, АСК Франкфурт, потоа, пове позвучи што се Барселона, Гопинген, потоа Динамо Букурешт, Дукла Прага. Тој е првиот шампион во сезоната 56-57 година, па Келце, Кил, Магдебург, како што ги кажаме, Монпелие, Портланд, Сан Антонио, Реал Сидуат, потоа Стеауа, Фленсбург, Хамбург, Хонвет Будимпешта, ЦСКА Москва, а од балканските ни остана Борац Бања Лука и Целје уште. Останатите ги кажавме. Вардар Загреб, Боста Металопластик беше и во Партизан. друг спорт, јас знаев дека има од Сараево клуб, ама... Да, така и подобро што не го игравте. Да, да. Тожи Христов, одлично. Прво за вас издание на листа за 300, го скршивте мразот и тоа на убав позитивен начин. Успеавте да ги добиете двете лицитациите за да, како да кажам, да набилдаме малце само до вербата. Тука успеавме да дадеме 9 точни одговори и да си обезбедиме 150 евра, а на моје огромно задоволство и што е за мене уште поважно е што обезбедите учество за следното издание на квизот листа за 300, па повторно ќе се дружиме. Уште еднаш, честитки момци. Фала ви. Со ова и го завршуваме, драги гледачи, денешното издание на квизот листа за 300. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте си, чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако немојте да заборавите. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.